Почитувани граѓани на Македонија, јас сум Јорго Огненовски, председателот на Демократи. Ви се обраќам од далечната Америка, од убавиот Далас. Ви се обраќам со голема, огромна тага и жалост за тоа што ни се случи во Кочани. Да 60 млади, прекрасни луѓе ги изгубат животите. И повеќе скоро од 200 млади луѓе се повредени. Нивните семејства, родители патат, ние патиме со нив. Младите кои што се повредени се борат за живот. Јас, вие, сите ние, граѓаните на Македонија се прашуваме дали ова можеше да се спречи. Кои се виновници за ова злодело што е направено? Сите ние тоа го знаеме, но се прашуваме секој ден, не знам по колку пати. За жал сме во сите во голема жалост и потресени. Ние знаеме сите кои се виновници за ова злодело што е направено. А тоа се сите политички структури, функционери, кои што владеа во последните 34 години во Македонија и креира трул, криминален, корумпиран политички систем, кој што убива. Корумпиран политички систем кој што уби повеќе прекрасни и златни деца него окупаторите во Втората светска војна. Систем кој што уништува. Ја уништува нашата држава Златна Македонија. Ја уништува граѓаните, не ги уништува нашите деца. Ја уништува секоја област од општественото живење. Ние денес тагуваме, но мораме да сватиме едно. Никогаш ова да не ни се повтори. Затоа што во последните 10 години и повеќе имаме катастрофални несреќи. Само да спомнам несреќата во Тетово, каде што 14 луѓе живи изгоре и никој не е осуден. А знаеме кои се виновниците. Знаеме кои се виновниците и на ова страшна несреќа во Кочани. Знаеме кои се виновниците на сообраќајните несреќи со автобусите. Знаеме кои се виновниците на страшните поплави каде што многу луѓе ги изгубија животите. Но ние како граѓани, како народ, мора една за секојаш да се избориме, да се спасиме од ова зло кој што владее 34 години со Македонија и систематски секојдневно не уништува. На место политичарите, почнувајќи од пратениците, кои што носат закон, министрите, премиерите, председателите, градоначалниците, советниците и што не знам какви не директори по јавни фирми, началници во разни установи, судии во судството, јавни обвинители во јавното обвинителство, во полицијата, да работат во интерес на граѓаните и да ме заштитат, да работат за подобра Македонија и подобар живот за сите нас. Одредена група од нив работат за своји лични интереси на богатење и да живеат раскошен, раситнички живот со нивните семејства и со нивните колеги, поточно кажано со нивните политички, криминални и другачи. Ова мора да престане. Затоа сите вас ве повикувам да излеземе и да ги користиме сите можни методи против овие лоши луѓе кои што владеат со Македонија. Да се бориме против сегашната влада и против претходните влади. Да се бориме против сите министри кои што не работат за доброто на нас, на граѓаните. Се бориме против сите градоначалници, советници и институции кои што се криминализирани. Да се бориме за подобар живот на младите, да се бориме за подобар живот на возрастите. Да се бориме за правна и функционална држава. Тоа можеме да го направиме на повеќе начини, се разбира. Како демократи,
ние велиме треба да се користат сите методи, почнувајќи од демонстрации до избори. Сега во октомври имаме локални избори. Ние повикуваме и да имаме парламентарни предвремени избори. Да се распушти ова влада, да се распушти собранието. Да го распуштиме собранието, да креираме експертска влада, составена од сите политички партии во кои што се дел во собрание или кои што немаат своји представници во собрание, во парламентарни партии. Да се приклучат граѓански здруженија, квалитетни луѓе, не граѓански здруженија кои што се формирани од овие политички криминални структури кои што владеат со Македонија, и исто така да се приклучат честни, квалитетни професионалци, граѓани на Македонија. Имаме многу. Не имаме многу малце криминалци, но тие за жал не држат под окупација. Со помош на институциите. Не окупираја, поточно кажано, окупираја нашата држава. Единствено во нашата држава ние немаме држава. Нашата држава Македонија е криминална држава, затоа што е окупирана од овие криминални структури. Но криминалците тука имаат своја држава. За жал, тоа е точно и затоа мораме да ги туркаме од власт. Затоа сите граѓани на Македонија го повикувам да излеземе масовно на протести, да ги поддржиме сите протести кои што се од честни граѓани, организирани од младите, од повозрастите. За жал, во Македонија немаме политички партии кои што можеме да кажеме да, таа е политичка партија, организира протести, дај да се придружиме. За жал, тоа е катастрофа. Ние гледаме денес дека одредени политички структури и нивните лидери кои што биле порано на власт или сега се во собрание или имаат своји представници, министри и така натаму и владеат со Македонија. За жал, тие организираат протести, контрапротести и сакаат да останат што подолго на власт. Ние како демократи, јас лично сум против овие структури. И затоа такви протести ние како демократи нема никош да поддржиме. Но верувам во протестите на младите дека тие ќе се борат и иднината е нивна. Македонија е во нивни раци, ние повозрастните можеме да помогнеме. Но без нив не можеме да ги промениме работите на подобро, да ги турнеме овие политички криминални структури од власт. Гледате што ни се случува во собрание. Ова е неверојатно. Во ова катастрофална состојба во која се најдува Македонија, што имаме катастрофална трагедија, на место да останат да работат, да помагаат на семејствата, на загинатите, на повредените, тие си дадоја 2 недели платен, замислите, платен одмор. Какви луѓе се тие? Не се веројатно ни луѓе, ни хумани, ни честни. Тие си гледаат само за себе, затоа мој народ е на Македонија, ние мора да се бориме и една за секогаш да му ставиме крај на овие луѓе кои што не уништуваат секојдневно и не уништуваат Македонија. Ние како демократи предлагаме владата, предлагаме собранието да се распушти, само распушти, да формираме експертска влада од квалитетни луѓе, од сите политички партии кои што се во собрание и вон парламентарни, како што кажав, честни граѓани, од честни здруженија. И само така можеме да одиме напред. Ние мораме, пред да одиме на избори предвремени, парламентарни и се разбира локалните избори, да го промениме криминалниот изборен законник. Да воведеме една изборна единица без праг, отворени листи, да се има подеднаква распределба на народните пари за сите учесници на изборите. И се разбира што е многу важно подеднаква застапеност по медиумите. Но една од најважните точки што ги спомнав е следната. Ние можеме сето ова да го направиме
и да го спроведеме, и да се сложат поголемите структури кои што водат политички Македонија и секојдневно се разбира уништуваат на овие сите барања. Но ова е најважно од ова се, да ги заштитиме изборите од криминал, да имаме фери демократски избори, да спроведиме избори каде што нема да се крадат гласови и да се заокружуваат ливчина или поништуваат, каде што нема да се манипулира со записниците. А тоа е, за да ги спречиме криминалните избори во Македонија еднаш за секојаш во иднина, ние мораме да поставиме камери на секое избирачко место. Ако не ги направиме сите овие промени во изборниот законник, Македонија сигурно ќе пропаја. Знаете зошто? Затоа што секојаш во иднина ќе се спроведуваат криминални избори, а тоа ги спроведуваат, се разбира, политичките криминалци. И што ние како народ очекуваме гласачи? Да се промени нешто? Не. Напротив, секојаш на власт ќе доаѓаат криминалци, кои што ќе продолжат да уништуваат Македонија и нас како граѓани во нивна корист, на богатење и да можат да живеат раскошен расипнички живот. Јас ве повикувам сите граѓани да ни се придружите во борбата, во демократ и заедно да излезиме и на улици и да се бориме против овие пакосници кои што дозволи ова да ни се случува во последните 34 години, тотално уништување на Македонија и на нашите животи, трагедија од невидени размери. Нека Господ ја благослови Македонија, граѓаните на Македонија, семејствата на починатите и повредените. Да живее Македонија, Македонија вечна и вековита.